Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Приведен анестезиолог од Тетовската клиничка болница откако снимал видео на TikTok на кое се гледаат пациентки и болнички персонал. На Велики петок, според традицијата, жените и децата во попладневните часови посетуваат 3 цркви во градот, а на денот на Христовото воскресение на гости кај своите роднини одат мажите со децата. Денес е Велика сабота, денот што ги спојува распнувањето и радоста. Вечерва низ православните храмови ќе биде објавена веста за Христовото воскресение Великден. По скандалозното видео снимено во Тетовската болница и објавено на социјалните мрежи, приведен е лекар. Министерот за здравство информираше дека тој добил отказ од работата. Од лекарската комора го осудуваат инцидентот и велат дека итно ќе го испитаат случајот. Во полициска станица заврши лекарот кој снимил видео во кое се гледа лекарски персонал и пациенти на кои им се пружала помош во Тетовската болница на оделението за киретажа, а беше објавено преку мрежата TikTok. По пријава од директорот на болницата Пулм Вела, 20 минути пред полноќ, полицијата го привела 43-годишникот, вработен како анестезиолог. Во киретажа, тоа е во делот од гинекологија, во делот на киретажа. Тоа е над брзата помош. Како дознавте за видеото? Некој ви јави, вие го видовте? Видеото случајно ми го даде еден од вашите колеги. Јас бев во Скопје за, сега знаете вие, за рамадански после ифтар, и одмак чим го видов видеото, одмак дојдов во Тетово и бев до полицијата да го пријавам случајот. Дека ова не е сериозна работа. Министерот за здравство Фатмир Меджити информираше дека лекарот е отпуштен од работа. Како министер за здравство бев во ист момент, значи ме комуницираше директорот Плум Вела и туку и началникот на СВРТ тоа ме комуницираше, ми кажа дека е приведен лекарот и ја можам да ви кажам за тоа. Тоа што друго било во TikTok, цела јавност и пошироко видела што се случува, а ние како здравствени работници, не како министер, се страмиме од овој чин. Дали ќе преземете некои мерки сега? Апсолутно, прекинуваме, значи работниот однос места ќе му прекине. Бев денеска во координација и со многу други институции и со претседателката на лекарска комисија и бара веднаш, значи да се прекине и да се одземе лицензата за работа на дотичниот доктор. Од лекарската комора најостро го осудуваат инцидентот и велат дека итно ќе го испитаат случајот и во најкус рок ќе бидат свикани органите на комората за да го разгледаат и да преземат мерки и активности. Со Кодексот за медицинска деонтологија, лекарите се обврзуваат дека професијата ќе ја вршат совесно и одговорно, дека ќе го почитуваат човековото достоинство и правата на болните и ќе ја чуваат нивната доверба. Лекарската комора како самостојна и професионална организација на сите доктори на медицина во нашата земја продолжува да работи на заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права на докторите на медицина, но со критички однос кон оние кои го урушат достоинството, угледот и интегритетот на професијата како дејност од посебен општествен интерес. Јавен обвинител работи на случајот и по негово документирање ќе биде поднесена соодветна пријава. Според неофицијални информации, во ваков случај, лицето може да се товари за кривично дело неовластено снимање. Православните верници во Тетово имаат специфични обичаи за празникот Великден. На Велики петок, според традицијата, жените и децата во попладневните часови ги посетија 3 цркви во градот. Палеа свеќи и се поклонуваа на плаштеницата. Денот на Христовото воскресение е свечен ден, кога нагости кај своите роднини одат мажите со децата. Иако по пандемијата делот тетовчани се одлучија да патуваат за празниците, повеќето за овој ден се подготвуваат со денови, осмислуваат декорации за масата и великденските јајца, па се до нова облека за децата. Великденските празници во Тетово секогаш биле најспецифични и најинтересни во споредба со другиот дел од Македонија.
на Вели Петок посебно интересно, заради тоа што на Вели Петок се собираат сите жени од градот, со нивните сестри, со другарките, со децата, и јадетот е за Вели Петок, обавезно поручекте еве, како денеска, да посетуваат 3 цркве, се иде у 3 цркве. И тоа е интересно да се види заради тоа што се река од жени како што може да се види, одат кон горниот дел на градот каде што се црквите, со цвеќе во рака, со јајце оставаат на одорот црковен што е со плаштеницата, така да е навистина свечен ден, но е и донекаде и олеснување па за нас мажите во недела да имаме изговор да можеме да одиме на тетовскиот адет по куќи. Жените ги пуштаме сега во петок да одат во 3 цркви за да може после во недела. Адетот е па мажите од градот, мажите, значи татковците со децата, одат кај роднините и кај пријателите да ги посетат. Жените се дома, зашто па тие роднини и пријатели кај нас ќе дојдат, мора куќа да биде отворена. Адетот за Тетово е куќа у Тетово е најстрого забранено да биде затворена за Великден. Тоа е најголем грев куќа да биде заклучена за Великден. Тоа се рачуна за најголем недомаќинлок да биде куќа затворена, така да еве во сите тетовски куќи и годинава во најголемиот дел се отворени вратите, кај нас исто така ќе бидат мајками со сопругата, со снаата дома ќе бидат. Ние, јас и братот со децата одиме да ги посетиме тетките, вујкото. Имаме 7 куќи, околу 7 куќи за посетување, така да ќе биде интересен ден за кој навистина се живее. Оваа традиција е од памтивек, значи и најстарите луѓе не знаат да кажат од кога постои, значи од секогаш постоела, позната е за тетовчани. Значи секогаш се оделе, жениве ги посетувале црквите во петок, мажите ги посетувале своите пријатели, а жените ги пречекувале па пријателите, така да оваа традиција е воспоставена и се надевам дека ќе остане и за идни векови, затоа и ги демаме децата со нас да гледаат како е и да се надевам дека ќе ги продолжат овие традиции и свечен начин на празнување во Тетово. Зашто спротивно од ова празнување би било да седиме дома во тренерки недотерани да чекаме само да ручаме, а тоа може да го правиме сите останати 51 недела во годината, така да овој ден е посебно свечен заради тоа што сите дотерани, наместени, куќа наместена со јадење, со пиење си. Адетот е се иде у Тетово на 3 цркви, Свети Кирил, Свети Никола и Богородица. Сега некој што не може, постариве жена, не на црква идеме, до Свети Кирил или до Богородица, без разлика. Мене ме радуе што има многу народ, сега на Свети Кирил само течеше народ. Денес се одбележува Велика сабота, денот меѓу смртта и воскресението, денот што ги спојува распнувањето и радоста. Вечерва низ православните храмови во земјава ќе биде објавена веста за Христовото воскресение Великден. Православните верници денес ги прават последните подготовки за утре да го дочекаат најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден. Велика сабота е денот меѓу смртта и воскресението, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. На Велика сабота си спомнуваме за тоа дека Христовото тело пребивало во гробот, но Господ со душата слегол во адот, каде што биле упокоени сите предходни луѓе, од Адама па до времето неговата проповед, и како душа на душите им проповедал на својствен начин и ги повикува кон спасение, бидејќи како што биле повикани кон спасение кон Евангелие сите живи со неговата 3,5 годишна мисија проповед на земјата, така било праведно и оние кои се упокоиле од Адама до неговото време да бидат повикани. На овој ден исто служиме Василиева литургија со вечерна богослужба. Во првиот дел од вечерната богослужба се облекуваат темни одежди, а на половината од богослужбата се облекуваат темните одежди, се облекуваат светли, за да се покаже дека веќе се наговестува пред вечерието на радоста на воскресението. Во православниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово вечерва ќе се одржи полноќна великденска богослужба, на која ќе се објави веста за Христовото воскресение.
Денеска напладне во базиликата на Светиот гроб во Стариот град на Ерусалим, државата Израел започна церемонија превземање на благодатниот оган во Ерусалим, на која за прв пат свое учество има македонско црковна делегација. Оваа посета е прва за нашата држава, каде што можеме директно да присуствуваме на чинот на наслегувањето на благодетниот оган и кој што ќе имаме шанса на вистина прв пат за нас да го однесеме дома назад во нашата држава, каде и кој што понатаму ќе го предадеме на православната црква и тој оган ќе продолжи да ни ги осветлува и домовите и храмовите во текот на целата година. Ние имаме навистина плодна досегашна соработка не само на полето на културата, во полето на образованието и се надевам дека таа соработка и понатаму ќе продолжи. Многу често соработуваме и со државата Израел, соработуваме со сите кои што имаат секаква причина, кои што сакаат со нас да разменат искуства, да учиме едни од други, да учиме не само во областа на религијата, да учиме во областа на културата, да учиме за хуманоста, за човештвото, за победата на животот и како да бидеме подобри во се она што го правиме на секојдневна основа. Ова е прва година во која што директно од храмот, со благослов на патриархот Ерусалимски, ќе можеме да го превземеме огнот и да го однесеме во Македонија. Секако дека ова е значајно за верата, значајно за државата, значајно за нашите граѓани, значајно за нашата црква која што веќе се вбројува во големото православно семејство. Големото присуство на верници овде во Ерусалим бара и да бидеме навистина со протоколите така како што ги налагаат безбедносните служби, се со цел да се гарантира мирот и стабилноста на сите нас. Така да мислам дека синоќа на вечерната служба имавме исто така честа да присуствуваме. Нашата црковна делегација беше дел од сите црковни великодостојници овде во Ерусалим. Се поклонивме на гробот на нашиот Бог Исус Христос и мислам дека укажана е голема чест и на државата и на македонскиот народ, на граѓаните кои што живеат во нашата земја и секако на македонската православна црква. Поглаварот на МПЦ, господин Стефан, во великденското послание порача во време кога засилено се поддржуваат и се шират минливи и распадливи вредности, православниот народ да се чува од меѓусебни поделби кои што водат до нарушување на единството. Да ги отвориме своите срца за во нив да се всели вечно живиот Бог, та вистински да ја доживееме радоста на воскресението, зашто само таквата радост може да не преобрази, за да бидеме светлина таму каде што е мрак, да возвестуваме надеж таму каде што завладеала безнадежноста, да покажеме љубов таму каде што зацарила омразата, да правиме добрини секогаш, секому и насекаде, и да бидеме пример за жив образ на Христа Спасителот, покажувајќи дека живееме во Бога и за Бога. Од нутриционистичка гледна точка, придобивките од великденскиот пост се големи за здравјето затоа што се прави прочистување на организмот. Верниците кои постат од утре треба полека и помалку да се враќаат низ храната со производи од животинско потекло, за да не настанат несакани тегоби или здравствени проблеми, вели Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер по нутриционизам во интервју за Утрински печат. Постот е корисен, меѓутоа треба да имаме избалансирани оброци и треба да имаме надзор, бидејќи самиот стручно лице може да го даде вистинскиот патокос за како да биде правилен внесот, па и излезот од самиот пост. На тој начин сме направиле и еден вид на детоксикација на организмот. Тој е корисен и за кожата, и за косата, за крвната слика, и за многу
многу бенефити во поглед на здравието. После 12 часот, нели, како доаѓа Великден, сите ние посегаме, односно јајце од животинско потекло, така да биде излезот да биде разумен. Со тоа што едно јајце или две белки и една жолчка доволно ќе биде за да имаме еден излез од постот. Да речеме, другиот ден може да биде доручекот, може да биде просо, хејда, може да биде застапена како житарица, која што била и во постот, меѓутоа, наместо да биде со овошје и со јаткасти плодови, може да биде со кисело млеко или јогурт. На тој начин внесуваме ферментиран производ, ама нема да биде, нели, нагло наеднаш внесување. Така да полека со млечен продукт, кисело млеко или јогурт кој што е ферментиран заедно со просо, хејда, може да биде како предлог. Сега, пожелно е за ручекот да имаме риба еден ден, па другиот ден да биде ручек месо со салата, па и младо кромиче да се додаде. Така да не биде доручек јајца, ручек, месо, вечерата да биде што останало од ручекот и од доручекот. Така да тука може да имаме тегоби во поглед на дигестивниот систем, оптеретување на желудникот, на жолчката, па понатака имаме исто компликации сериозни. Покачување на притисок, па губење на енергија, а ние веќе сме имале енергијата во текот на постот, зашто да изгубиме со еден оброк кој што ете неразумно и не сме распоредиле храната како што треба. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!